дојдовте од четвртото издание на вебкастот на Движење Бойкотирам. Вечерва имаме гостин, тоа е Фанчи Димитровска, правник по... Добро вечер прво. Добро вечер. Правник по занимање, активист, граѓански активист и да речеме како и нас тука во Бойкотирам, човек со многу мислења во врска со сите работи што ни се случија во минатите неколку години. Прво, уж официјално ти посакам добро дојде тука во студиото. Добро ве најдов. И, значи, сега сакаме во ова епизода сакаме да збораме малце од постручен аспект, да ни даеш твое мислење. Не специфично за тоа ние што го зборуваме, туку генерално. Генерално за состојбите. Значи, јас на почеток сакам само да ти дам малце време за ти така да направиш еден пресек на се што ни се случи, да речеме, во минатите 3-4 години. Специфично од 27 април 2017, значи. Тоа би било како некоја кулминација на Да. Што претходеше. Па после не знам референдумот и така. Значи генерално ако можеш да ни даеш од твој аспект гледање на ситуацијата на работите моментално. Мој впечаток е во сите овие години дека всушност и покрај толку голем број на професори, да речам интелектуалци, правни експерти, многу малку од нив настапуваат во својство на професионалци, значи на експерти. Голем број од нив настапуваат како апологети на одредени политички партии и поради тоа јавноста навистина има проблем да идентификува што е она што е вистината, а што е она што е, да речам, на некој начин навивачки. Да, ти објаснуваат позиции на некои партии, наместо да ги објаснуваат принципите на законот, да речем. И генерално затоа и јавноста не може да создаде некаков вредносен систем и не може да се потпре на ничие гледиште како точно или како професионално, а и фрапантен е и молкот на фелата, да речам, во однос на сите овие бизарни моменти кои што ни се дешаваат во овие 4-5 последни години. Што е твојата проценка сега за моменталната ситуација во државата, например, и во однос на собранието? Значи, дали ти мислиш дека, например, на 27 април се конституира пропис на собрание, дека се во ред и сите работи? Ај малце така поспецифично. Апсолутно не. Значи, како прво, ние сите знаеме како е, не сите, веројатно повеќето, меѓутоа правниците сигурно знаат каков е процесот на конституирање на собрание. Значи, како прво треба да има седница валидна, а во таа ситуација седницата знаеме дека беше официјално завршена и тука и завршува и целата приказна. Нема ни понатаму нема ни потреба понатаму да се оди дали имало 61 71 или 59 пратеници кои што гласале. Добро, ама еве јас да глумам малце адвокат на ѓаволот. Например, сега некој ќе речи, ама добро, не знам, претходната влада го имаше заробено, собранието го имаше закопано во деловнички, не знам, перипети. Сето тоа е легитимно. Значи, и со сите тие одолговлекувања, да речам, кои што им стојат на располагање според деловник, сето тоа ќе резултираше на крајот со формално бирање прописно формирање на собрание, на мнозинство. Така да, навистина, сето тоа беше нелегално, да речам. Сега се случи, да не заборавиме дека претходно имавме колку? 100 и не знам колку дена протести. Протест мислиш? Да, така? Апсолутно. Сега, во сите, она што е фрапантно во сите тие 100 дена протести, дека ниту еднаш покрај огромната маса на луѓе која што протестираше против, знаеме, пред собрание фактички. Значи, ниту еднаш, да речам, владата која што требаше да се конституира наредно, не покажа доблест да ги покани тие луѓе и да разговара со нив за нивните барања, проблеми и сите тие
значи проблеми кои настанеа во дадената ситуација. Океј, сето тоа. Сега, значи, за да постои кривично дело, еден од елементите за кривично дело е значи вината. Свеста за вина. Сега вие имате, хипотетички гледано, имате ситуација во која што вие самото дело за кое што се обвинети луѓето гласи дека станува збор за рушење на уставен поредок. Так. Меѓутоа, според законот, уставниот поредок не беше срушен од луѓето кои што влегоја внатре, туку беше срушен со нелегалниот избор на председател. Тоа е многу интересно, затоа што тоа скоро никој не го дискутира. Значи сите го дискутираат тоа што се случи, не знам, луѓе беа повредени, мислам апсолутно никој не оправдува насилство, ама се фокусираа сите на Сосема друг аспект на проблемот. Да. Сосема друг аспект на проблемот. Сега гледајте, вие и во обична ситуација. Кога вие имате рушење на уставен поредок, што де факто се случи, ако ги гледаме правилата и процесите по кои што се бира легално и легитимно значи председател на собрание. Так. Во тој случај, кога се избира на таков начин и нелегално, онај кој што треба да реагира се органите на прогон. Значи, полицијата треба да реагира во таков случај. Значи, не требаше да влегват граѓаните во собранието, туку требаше Значи, сега, одиме понатаму. Ете, и да направиме една друга споредба. Доколку вие, како граѓани, посведочите на некакво насилство на нападната жена, да речеме надвор на улица, и до вас гледате службено лице кое би требало да реагира на нештото. Истото лице не реагира. Значи, вие имате или немате право да ја заштитите. Не само што имате право, туку имате и должност да спречите насилство, да спречите кривично дело, доколку тоа не ве загрозува вас, значи вашиот живот и вашата добросостојба. Так. Значи, затоа не може да станува збор за такво кривично дело. Добро, јас мислам дека беше полесно да се фокусира на сликите од, не знам, раскрварени луѓе, искинати мајци. Луѓето некако полесно направија конекција со тоа како кривично дело, отколку со фактот дека биле повредени некои прописи таму. Значи, тоа веќе е сосема друг аспект на нештата. Тука можеме да говориме за други за индивидуална вина на луѓето. Значи, дали сето тоа беше неопходно, дали е употребена прекумерна сила во целото тоа. Меѓутоа, според она ние што го видовме, според фактичката состојба која што ни е нас позната, ова е вака. Так. Значи, во свеста на тие луѓе кои влегоа во собранието, тие го бране уставниот поредок. Так. Затоа што знаеме уставниот поредок е таков каков што е. Да, значи тие се деловниците, тие се правилата, тие се законите. Правилата на бирање на председател на собрание се според деловник пропишани. Ако може да се суспендират затоа што не знам не некој постои, бил посебно... ама апсолутно не постои никаков механизам барем правен да се суспендират тие да речам правила. И сега како резултат тоа, ајде како собранието се конституира вака така, имаше малце, не знам, мислам дека во тие месец-два околу конституцијата на собранието, некои проговори, да речеме, на ова тема, ама мислам дека тоа беше удавено во снимките од не знам, овој го истепаја, овој го... Мислам дека на ова конкретно, ја што го говорам, никој нема... Не имаше, да? Да. Јас не слушнав овој аспект некој да го дискутира. Нити покасно, да речеме, кога се созедовме ние од целата ситуација, се конституира собранието, значи не видовме ние некој, да речеме... Не видовме ние сериозна анализа на сите настани. Значи, нели имаше иницијатива пред Уставен суд за ова, дали е избран легално? Да, мислам, поднесо, не знам дали Тодор Петров, дали Левица, не знам кој поднесе. Не само што се избегнува целата ова да се решава по тоа прашање, доколку би се решавало тоа прашање, би го осуетиле сите овие процеси, значи сите судски процеси,
Затоа што би била тогаш многу поинаква фактичката Мислиш на состојба која што е судските утврдена. процеси што произлега од 27-ми. Така, затоа што тоа би било скроз поинаква фактичка состојба. Така. Значи, А и Уставен суд мислам не се произнесе за не тие. се произнесе поднесоа точно некоја. поради тоа. Мислам покрај другото. Апсолутно, да. Покрај другото. Добро, мислам дека е јасно, да? Мислам дека на сите му Да јасно. не говориме и за квалификацијата терористичко загрозување на уставен поредок. Значи, терористичко загрозување на уставен поредок. Сега, да ја објаснам квалификацијата. Сега, тероризам и сам тероризам како кривично дело и терористичко загрозување на уставен поредок е различно кривично дело. Значи, кога станува збор за терористичко загрозување на уставен поредок, тоа би значило дека уставниот поредок се да речам загрозува со терористички методи. Насилство, не знам. Знаеме сите ние кои се терористички апсолутно. методи. Ако ги отворите кривичниот законник, знаеме ние тој опишува кои се терористички методи. Значи, дејства кои што предизвикуваат општа опасност, не знам, има таму. Знаете, ете, да речам Смилковско езеро, сите ние знаеме тероризам лаички, да речам што значи. Тука немаше таков акт. Добро, некој би рекол дека нападот на пратениците некој може да го квалификува како... Ама тоа е напад на тоа е напад на може да службени лица. И тоа е посебна категорија, сигурно. Значи, терористичко загрозување подразбира загрозување на уставен поредок преку користење на терористички методи. Значи, дали мислиш дека затоа ги амнестираа, да речеме, горе-долу сите луѓе во тие случаите од 27-ми? Сега мислам дека беше пред некој. Тоа што реално не мислеа дека можат да ги дотерат до крај тие кривични процеси. Значи, тие ќе паднат на Страсбур. Не само тие. Ќе паднат и сите скоро случаеви на СЈ-то, бидете сигурни. Ќе паднат без разлика само од формален правен аспект ќе паднат. Натаму не имаме информации, да речам, доволно за материјалниот аспект на обвиненијата. Добро, сај собранието се конституира. Ке речам се лаички гледано, јас мислам дека поголема повреда беше направена со референдумот. Затоа што како граѓанин, јас го гледам референдумот како буквално најдиректната форма на демократско изразување. Да. Значи тие буквално ги прашаа луѓето дали ова да го правиме и луѓето буквално рекоа не. Вака, тие прво не ги прашаа граѓаните, затоа што нашиот устав познава консултативен референдум кој што се одржува значи како консултација пред да се донесе некаква одлука. Значи и облигаторен чии резултати се задолжителни за органите. Така. Самиот референдум исто така е незаконски, нелегален и неуставен. Затоа што не познава нашиот устав консултативен референдум на веќе склучен на веќе завршено прашање. Апсолутно, да. А и настрана тоа, значи и референдумот објективно, како да кажам, значи не го постигна, мислам, јас кога гледам и самото прашање референдумско, самиот предмет на договорен, самиот договор е ништовен од проста причина, затоа што предметот на договарање не е предмет кој што смее да биде прашање на договор. Така. Че правото на самоопределување не е право кое подлежи на самоодрекување. Така. И плюс е основно меѓународно... Затоа што е основно човеково право, jus cogens. Така. Тоа и за лаиците, да речам, тоа е исто како ти да склучиш договор со одредена страна во која што ти му даваш дозвола на известно лице да те лиши од живот. Да, апсолутно. Значи, таа е аналогијата,
само што тука станува збор за колективни, тука станува збор за лични права. Так. Меѓутоа, она што мене ме фрапира во сите овие години и што беше најболно сознание е ужасниот степен на политичка култура на граѓаните во државата и потполно непознавање на политичкиот систем во кој што живееме, битисуваме, функционираме и сето тоа. Так. Значи, вие замислете, имате, ако направиме рекапитулација на сите настани, значи, се овој пат од политичка гледна точка. Значи, вие имате протести и предвремени избори заради потребата од избор на нова влада, заради постојање на висок степен на корупција, прислушкување. Збораме 2016 се. Така. Так. Во ред, значи, сето тоа помина така како што помина. Понатаму имаме избори. Се конституира нова влада. Значи, новата влада дојде со мандат јасен. Не само што значи дојде со мандат да ги измени овие состојби. А претходно на обвинувањата на ВМРО дека ќе го сменеле името или дека ќе воведеле двојазичност, тие тези беа отпишани како лаги, како небулози, како клевети, како бла-бла. Поентата ти е дека тие во кампањата има една програма, а после кога дојдоа на власт, како што дојдоа на власт, осваруваат друга програма. И тоа не е само политички проблем. Тоа е нелегално. И морален проблем, и етички проблеми. Значи, буквално по сите вектори е проблем тоа. Значи, буквално е, ама најголем проблем е тоа што јас дојдов до сознание дека луѓето уствари не делегираат права кон своите представници, него тие ги бираат своите представници за да мислат во нивно име. Значи, заради проблемите кои се јавија и се појави потреба така јаснично да ги прочепкам законите, овие сите проблематични ситуации. Сигурно, како правник ти беше интересно да видиш што е ситуација. Така. И начинот на кој што некои луѓе ги толкуваат и сите и самите закони заради тоа што веројатно биле нашите експерти мрзливи, па наместо да ги адаптират на нашата реалност, тие ги препишале буквално од збор до збор. И сега имате самите проблем да објаснат зошто некои закони се зошто уствари постојат и некои закони. Например, секој закон кој што е дел од позитивното право не е напишан само за да биде напишан и само за да биде некаков декор. Значи, например, да речеме при доделувањето на мандатот. Сите експерти досега во однос на доделувањето на мандатот имаја некакви си објаснувања дека претседателот го доделува мандатот формално, значи. Тоа е така, точно, меѓутоа тоа е така во нормални држави. Во ниедна држава, значи, не се очекува дека ќе постои потреба претседателот да го оспори давањето на мандатот. Или да го условува, да речеме, како што се случи кај нас. Заради тоа што самата таа одредба значи дека претседателот дава легитимитет на изборниот процес. Дека тој само го верификува она што го избрале доколку е избрано на таков начин, доколку изразената волја на граѓаните е изразена на начин на кој што уставот, законот дозволуваат. Значи, во овој случај не беше така. Како ако не може да даде мандат претседател, доколку нечија изборна програма содржи федерализација на земјата. Добро, ама објективно не содржеше. Значи, тие и сама кажа дека тие едно велеа, ама друго, како да кажем. Зборам за тиранската платформа.
Значи, мислам дека СДСМ не ја прифати како дел од својата програма. Тие до последно, до конституирањето на собранието, порекнуваа дека има некаква врска тоа. Не, тие велеа, ВМРО не може да се договори со ДУИ заради СЈО, мислам глупост. Не, ама беше договорено, значи тие беа договорени дека е прифатена тиранската платформа за тоа беше услов за создавање на мнозинство. Во преговарањето ДУИ го имаше поставено тоа како услов. Да. Проблемот на недавањето на мандатот беше фактички инсистирањето на председателот да се одрекнат од тиранската платформа. И она фамозно ливче со таа одредба е навистина, да речам, тривијална во сите нормални држави. И никој во 21 век не очекува дека навистина таа одредба ќе треба да се примени. Ќе стане последна линија на одбрана. Така. Да, апсолутно. Значи, истата смисла и ова со ветото. Значи, со законот за јазици. Не е поентата законот за јазици, не е поентата председателот да се меша во работата на законодавниот дом, кој е највисок орган составен од представници на граѓаните. Значи, нивната волја е, да речам, неприкосновена. Председателот треба да преку тој механизам гарантира дека таа волја е донесена на легитимен начин. Да, тоа е како системна проверка. Значи, вие донесовте така, нешто и сега председателот го потврди. Тој не навлегува во содржината на законот, нема ни право. Да. Значи, не е ова ми се допаѓа или не ми се допаѓа, туку дали е процедурата која што гарантира дека волјата на граѓаните ќе биде... Сега ти ја разбирам поентата. Значи, сега кога викаш дека тие ги препишале од некаде законските норми, мислиш на целата структура на вака собранието носи закони, овие се правата на председателот во процесот, овие се правата во однос на изборите. И сега кога дојде некој реално да ги толкува и да види како работат едно со друго, фактички увидува дека усвари не им ни самите ни јасно. Таа норма тие ја препишале од негде, а ние, значи, секоја норма во устав, во секоја норма, секој еден член има задача да заштити нечие право. Значи да заштити на граѓаните, не најчесто секогаш да заштити некаква вредност, така? Така. И сега овде се најде една норма која што тие ја сметаат за тривијална и не знаат уствари дека не му ја знаат намената фактички. Да. И сега имаш едната страна заради тоа што во пракса не би требало да се дешава да има таква потреба, ме разбирате? Да. Значи, тоа е тоа. Исто така и сега со Катица Јанева со притворот. Самиот чин на притворање означува оддалечување од на сторителот на кривично дело, поготово злоупотреба на службена должност, од функцијата со цел да му се ускрати можноста да продолжи да оправи. Така. Второ, значи, и тука е неконцизен законот. Второ, нема потреба Јовевски да донесува такво решение. Тоа решение ипсо јуре треба да настапи по сила на закон со самото нејзино влегување во притвор. Второ, во однос на законитоста на предавање на предметите. Значи, во правото постојат форми за одредени акти да можат да бидат сметани за валидни. Законот кажува дека обвинителот не може без согласност да превзема действија и понатаму. Значи, действија во однос на предметите во врска со прислушкување на прислушкуваните материјали. Меѓутоа, за да постои согласност, треба да има барање. Мора тоа да биде преку формален акт кој што е точно пропишан. Не можеш ти да бараш, да речеме, да тужиш некого со представка жалба, така? Ама добро, мене ми се чини дека тие импровизира, значи цела работа околу СЈО е некако импровизирана. Значи вака, мој впечаток е
не е мој впечаток, туку тоа е факт. По се што излезе со ова СЈО, дека СДСМ никогаш нема да дозволи да постои СЈО без катица. Зошто? Можеме да предпоставиме. Замислете кога би влегол некој објективен човек внатре, и што би се случило? Што се таму има? Добро, ајде да речеме, може некој ќе речи СЈО мораше да биде формирано на начин на кој што беше формирано, за да може да се процесуират некои, да речеме, повреди на законот, што беа толку високо, што нормалното обвинителство не можеше. Ме интересира твоето мислење за целокупната ситуација околу СЈО, од неговото конституирање, од потребата за СЈО, работата на СЈО, и сега гледаме дека горе-долу многу неславно заврши, ама... Значи, да гледаме логично, тоа има целото тоа генеза. Значи, вие имате свој тогашен лидер на опозиција кој што се испостави дека имал 5 и повеќе години нелегално снимени материјали за некој во државата. Пошто имаме краткотрајна меморија, тој и при неговата посета во кабинетот кај Груевски рече дека нормално после тоа не би можел да се кандидира за премиер од разбирливи причини, значи иначе би било тоа уцена. Знаеме што се случи, така? Ти значи за да мислиш дека демократизираш држава со човек од позиција на премиер кој што располага за некој таков компрометирачки материјал, при тоа целта ти е демократизација на држава. Мислам, да го излечиш човекот со тоа што ќе го убиеш. Така. Ние се лечиме од абсолютизам, давајки услови за максимален абсолютизам, така? И на сето тоа никој од интелектуалците не смогна сили да рече чекај бе луѓе, малце е чудно ова, значи ако нешто, познавајќи ја човековата природа и така и од таа пермиса тргнуваат и политичките науки и правната наука, дека човекот по суштина е зол. Значи, ти да се надеваш на добрата волја на некого, дека тој поседува секакви оружја да те уништи, ама и кога ќе е во опасност неговата позиција, нема да го употреби тоа и ќе игра джентлменски, така? Значи, и понатаму СЈО. Мислам, тоа може индивидуалец да верува, ама врз тоа не може да се гради правен систем, така? Сега од ова перспектива, СЈО покажа, уствари, колку сме ние некритично општество. Значи, првите обвиненија кои што беа читани од Фатиме, од не знам кои, и толку беа исполитизирани. Значи, таму имаше текст кој што кажува се, освен опис на кривичното дело. Значи... Како политички пресконференции. Да, буквално. И сега, тоа некој да не го искоментира од правната фела, мене ми е фрапантно, односно ми е многу индикативно дека таквиот начин на работа беше многу јасно дека нема да резултира со пресуди. Се гледаше дека не се обидуваат тие да истерат право. Тие и знаеа како ќе завршат тие пресуди, поготово со овие случаевите кога не се доби екстрадиција од Грција, од Унгарија, од Шведска. Ниф им беше јасно дека тие нема долгорочно да добијат пресуди какви што претендираат да добијат како обвинителство. Ама рачуна дека краткорочно си ја завршија својата цел. Сега, ние да бевме малку критично општество, ние на сите тие чекори ќе поставувавме прашања. Чекајте, зошто е ова вака, така? Значи, вие имате обвинителство кое што чисто мандат истекува и тоа
продолжува да отвора истраги, а основниот суд и покрај мислењето на Врховен суд кој што се смета за изворно право, ги тие истраги ги сматра за валидни. Да. И сега значи да говориме сега дека некој може да бара правда во оваа држава и дека некој нема да плати рекет за ако му се побара такво нешто за слобода. Тоа е демонстрација на моќ дека јас можам се во оваа држава да направам. Значи, јас работам нелегално, јас тебе ќе те ставам во затвор нелегално и ти тука ништо не можеш, освен... Значи ти барај си ја правдата, да. Ali та ќе дојди може по некои години, ама во моментов јас ќе имам действие врз тебе. Ти лежи 10 години в затвор, па после нека те ослободат. Да. И сега, значи, и друго, ова аферата, да речам, со рекет, толку јасно, прецизно и конкретно Геровски ги опиша сите виновници, сите нивни действија, само што кај нас изгледа луѓето се навикнати прво да ги наречиш криминалци, па актерите во приказните, па не ни мораш да објаснуваш што тоа сториле. Да, мислам, апсолутно, сме општество што не познава презумпција на невиност. Не само што не познава, тие само сакат да прочитат дека е некој криминалец, тие не сакат објаснување зошто е скандалозен наслов сакат. Да, толку е. Добро, и Геровски, значи тој не коментирам. Тешко е да се очекува од него. Ама мене воопшто не ме интересира неговите мотиви, ми се тотално ирелевантни. Да. Апсолутно. Мене јавниот интерес од ова негова, да речам, приказна ми е она што ме окупира. Дали тој има некаков интерес од ова? Се додека она што е дадено пред јавноста е од интерес за нас. Во Македонија си има случајно, имаш одреден број на популација што му верува на Геровски, одреден број на популација што му верува на Миленко, одреден број на популација што му верува на знам, XY. И сега, значи, кога ќе се створи таква племенска заедница, многу е тешко за човек што рекол јас ќе му верувам сега на ексклучиво на Геро и сега Геро кажува нешто мене што не ми се допаѓа, тогаш е многу тешко ти да речеме застанеш и речиш ама чекај сега. Употреби еден симптоматичен збор верување. Верувањето во политиката е непозната, значи непознат феномен. Нема верување, има факти и толку. Значи проблемот е кај нас верувањето. Значи нема потреба, ние не смееме да негуваме кон политичарите однос на верување. Ние се поставуваме, затоа и дојдовме до овој степен. Јас верувам во ВМРО, значи, да речеме, хипотетички, и поминува 4 години, јас уште верувам во ВМРО, не поставувајќи си прашања како во меѓувреме за политиките кои што ги спроведува, и на крајот кога ќе упропасти се ВМРО, шо? Така, значи не треба верување, треба толкување на сите политики од аспект на неутралност. Добро, ама во отсуство на такво нешто, затоа што сега имаме ситуација дека ти ако кажеш нешто критично за, не знам, за ВМРО, тогаш си слуга од Заев, речиме, шефот на ВМРО те прогласува за слуга на Заев. Ако кажеш нешто против Заев, тогаш не знам, целокупното не само партиско и медиумско крило на СДСМ те прогласува тебе за, не знам, за немиен, за неразбран. Ме разбираш? Значи, во отсуство на такви гласови кои што ти викаш дека и се слагам апсолутно дека ги нема, значи луѓе кои што застануваат и викат ова е принципиелно проблемот, ова е принципиелно ситуацијата, тогаш не им останува ништо на луѓето освен да заземат страна, затоа што знаат дека ако останат сами, тогаш, значи Македонија е мала земја и многу луѓето викат аха, ти беше, не знам, ти беше ВМРО-вец, ти беше од СДС, ти беше вамо и таму и сега луѓето викат ако јас го напуштам мојот табор, тогаш ќе останам сам на ладното. Додека ние не ги научиме тие основни постулати во кој систем живееме, како бираме и зошто бираме власт, тие основни постулати на политичка култура, нема мрдање од мртва точка. Значи, не треба верување, треба толкување на сите политики од аспект на неутралност.
дали сме ние во СДС, дали сме во ВМРО, дали ќе формираме 10-та партија. Значи, јас не се сомневам дека во партите, дека многу од луѓето имат добри намери покрај огромното мнозинство, лукративни намери кои што имат. Меѓутоа, не е тоа поентата. Поентата е начинот на кој што ние функционираме. Тој недостаток на елементарна политичка култура. Па како што да направиме врска со тоа? Ајде. Што да направиме? Не знам, мора менување на... Не знам, мора прво да донесиме, под некаков притисок да донесиме закон, да притискаме да се носат закони кои што ќе ги образуваат политичките партии со изборната програма. Пошто гледаме дека етички, морално не се обврзуваат. Значи, ќе мора тоа да го направиме законски, тоа постои во одредени земји. Замислете, во одредени земји, значи, не ни смеат правилник да сменат надвор од програма, а не па камоли за устав или не знам. Ако сакат нешто да направат, мора да речат ајде кај беше напишано во програмата. Да. Толку. Тоа ни е нас единствен спас. И мислам, поразително ова се слуша за земја што е, да речеме, буквално територијално во Европа. Видете и значи ако збораме за некоја афричка држава, окей, ама сега мислам и видете сега на пример кои, да речеме, колку сме ние инфантилни, суетни, не знаеме да го процениме сопствениот интерес. Еве за левица, да речеме, за новите партии. И имаме проблем, например, пошто сме мала земја и сите меѓу себе горе-долу се познаваме. Апсолутно. Например, јас познавам доста дечки од левица, ги сакам, мислам, знам дека се супер луѓе, сето тоа. Са дисклеймер правиш ќе велиш нешто негативно? Да, ќе велам, значи негативно некако луѓе, него во нивното политичко делување. Како прво, сега тие треба да разграничат што значи делување на партија и делување на граѓанско здружение. Кога делуваш како партија имаш малце поголема одговорност. Затоа што не секогаш ќе влечиш, не секогаш потезите кои што ќе влечиш ќе бидат популарни и добро прифатени од граѓаните заради спиновите кои што секогаш ќе ти ги наметнуваат политичките ривали. Чи гледај го парадоксот. Левица, нели, против промена на име, против двојазичност. Од друга страна, значи, постојано едниот постиме Грујо да оди в затвор, ВМРО-вците да ги уапсите, сите да лежат по 100 години, да бидат обесени, не знам шо. Од друга страна, ВМРО-вците да не гласат во собрание за промена на името. Hello. Значи, ти, човече, тебе ти е срам да те видат на протест со ВМРО-вец. А ти бараш од некој да оди во затвор за да го чувал името, така? Така. Мислам, не знам дали ти е јасна. Апсолутно, не конзистенција на ставовите. Едно. Ма ти не можеш, ако речам јас, ако речам дека ВМРО-вците не се криминалци, ако ги поддржам, ќе речат дека сум ВМРО-вец. So what? Ти знаеш кој си? Не, јас мислам дека е полошо од тоа. Јас мислам дека тие не можат да кажат нешто што е очигледна вистина, ако мислат дека таа вистина ќе има бенефит за некој нивни противник. Не можат да речат тие дека не знам нешто ВМРО направило добро или СДС направило добро, затоа што то директно мислат дека ќе му биде негативно. Затоа што тие не тргнуваат, значи тие водат политика на соперништво, а не на интересот на граѓаните. Поаѓајќи од аспект како ова ќе биде протолкувано од некој од моменталната расположение на граѓаните. Да. Не од граѓаните, туку како ова ќе го протолкува Петрица Рачини и како за мене ќе речи тој и дали ќе ме прогласат за ВМРО-вец. Па сега, ако јас верувам во нешто, нека ме прогласат, така?
Како тоа ако сум јас на иста линија со некоја политичка партија која што е, не знам, непопуларна во дадени кругови, мене ме поистоветува со оние и по која таа логика јас дека треба априори да се цензурираш, не да се цензурираш, да не велиш нешто, затоа што може да изгледа дека си блиска до некој што во моментот не е популарен. Самото водење на политика од таков аспект е погубно. Да. Значи, збораме за луѓе кои што имат проблем угледот да не им се наруши во смисла дека биле блиски до ВМРО-вци, а од друга страна барат од него и да оди в затвор за да го спаси името. Тука или некоја си друга инфантилноста е тука нешто што е многу видливо. Разбираш? Да. Не, апсолутно, јас би рекол... И поентата на целото ова ми е дека не секогаш добрите намери креираат добри политики. И дека апсолутно успешноста во политиката апсолутно е многу покомплексна од површна начитаност или од добри намери или од морал. Така. Сега сакам малце се подвратиме пред 27 и пред изборите во 2016, затоа што самата кажа ти на почеток дека ова е малце подолг процес. Така. Сакам само да слушнам што е твоето размислување специфично за начинот на носење одлуки со помош на лидерски средби. Што беше нешто што се зафати уште пред изборите 2016, па имавме, не знам, одлуки, па избори, па ова, па она, па сега гледаме се спремат пак лидерски средби. Јас сум алергична на лидерски средби. То суспендира собрание. Како е тому? Зошто имаме ние собрание? Се гледај парадоксот на нашата критична маса. Ние сега говориме за некакви патни трошкови, високи вакви такви, и то било као ставено на нивниот морал и нивната етичност. Не е така. Постои институт кој што се нарекува злоупотреба на право. И така да то, дали се тие сметки реални или не се реални, се утврдува и се одговара кривично. Второ, ако ти немаш функционален парламент кој ќе ти ги застапува интересите на граѓаните и ако значи ако 4 поглавици ти ги носат тебе одлуките, тогаш зашо ги ти патните трошкови ги дискутираш, а плаќаш баснословни суми за 120 луѓе кои што апсолутно ништо не работат. Значи, ние едноставно имаме проблем со идентификување на вистинските проблеми во државата и приоритетите. Имаме многу голем проблем. Тоа е баш поради тие експерти, квази експерти. Значи, многу ретко некои, многу ретко излегуваат во ситуација да коментират чисто објективно научно. И луѓето имаат проблем да препознат, значи не се сите, не ни треба да бидат уки во сите области, така? Така. Добро, сега ќе речат, ама види, не можеме ние да излеземе многу и експертски да објасниме, затоа што нема луѓето да разберат. Значи... Не експертски, значи не мора ни експертски да објаснуваме, можеме да објасниме дали е ова црно, да црно е или бело е. Не мора тука да се филозофира дали е ова легално или не е легално. Значи, дали нема потреба на јавноста да и се цитира одредби од законот за двојазичност кои што не се во согласност со уставот. Јавноста интересира дали е уставот, дали е законот уставен или не. Целокупно, да. Така, нема потреба тука. И второ, имаме многу голем проблем со лоцирање на одговорност. Значи, никој, освен ни уште поголем проблем спрема мене, имаме што не лоцираме морална и етичка одговорност кај луѓето отколку кривична. Значи, ти да го имаш Фрчковски или овој судениот со пресуда од Врховен што има Бучковски на емисија и да ти дели памет. При тоа Фрчковски
ништо во животот, мислам, ништо во политичката кариера корисно не направил и за дури и за и кога се дури и за овај законот за јазици, кога се носеше ни даваше едно, сега 10 објаснување и тој човек се уште седи и има во телевизиско студио и го гледат луѓе и го слушаат луѓе. Да, апсолутно има пристап до медиуми така, и е учесник во формирањето на јавното мислење. Како тогаш, како сега ние тук, тој е многу поголем проблем, социјален проблем е тоа. Тој е проблем на општеството и проблем на вредностите. Проблемот е дека немаме пазар, медиумски пазар немаме. Значи нашите медиуми живеат или умират според доброволието на власта. Значи ако имаме ние пазар во кој што тие ќе можат да речеме да се поизаинтересирани да направат програма која ќе ќе биде сервис на нивните гледачи, а не на луѓето што се на власт и кои што контролираат колку пари ќе му бидат дадени на одредена телевизија, тогаш можеме да збораме за медиуми кои што би имале ваква цел и ваков интерес. Добро, јас не би навлегувала во таа тема, бидејќи значи не сакам да коментирам работи во кои што не сум упатена. Знаеш, мене тоа ми е омилен спорт. Избегавам да коментирам работи кои што стварно не знам како функционираат точно медиумите и сето тоа. Јас зборам за ова што го приметвам како проблем во однос на ова. Како може човек кој што никогаш ништо не направил добро за земјата и еве за Преспанскиот, например. Едно што ме чуди, освен самиот предмет на договорот, самата кампања нели одеше за Европска Македонија и дека ние автоматски влегуваме во НАТО, во ЕУ, бла бла. Никој апсолутно не го доведе во прашање сценариото дека ние можеби нема да влеземе. Тоа како никогаш нас да ни се нема случајно во минатото дека сите можни некој нешто ни обеќал. Така. Значи фрапантно е што не стана ни тема. И сега видете вие, ние сме сега после подпишувањето на тие договори со едната нога в гроб, така? И сега единствено што немаме ние друг избор, освен и другата нога да ја однесиме во гробот. Јас би рекол и за специфично за Преспанскиот, сега тие дојдоа во ситуација, буквално ова што го викаш. Значи тие не размислуваа што ќе се случи ако се проблематизира членството во ЕУ специфично понатаму и сега кога тоа им се случи, сега ние викаме, па тоа не е толку важно членството во ЕУ. Петар, јас ти спомнав, значи има многу голем проблем исто со самоцензурата во Македонија од таа причина што ти ја спомнав преге, дека имаме начело на државата човек кој поседува. Така и тоа е значи иако не знам јас дали за мене поседува, не знам, никој не знае кој за кој, ама сепак постои можноста да се поседува за секој, така? Апсолутно. И тоа автоматски делува врз секој човек со одредена доза на самоцензура. Јас сум сигурна дека е така. Друго, значи, ние сме држава која што ние сакаме да се преправаме дека Заев пред да дојди на власт не беше за одење в затвор. Чи неговиот избор беше или да биде власт или да биде в затвор. А за да биде власт требаше да потпиши Преспански. Добро, сега некој ќе речи тоа мораше сеова да се случи за да може обичниот човек се од целото да го увиди. Значи сега тоа беше малце тешко да се види во 2016 за обичните луѓе. Значи имаше некои луѓе што екстраполира. Добро, ама ние значи дозволивме човек кој што е обвинет за подкуп да преговара за нашиот идентитет. Добро, ти сакаш да кажеш што тоа е трагедијата. Значи проблемот беше уште и пред изборите 2016, сакаш да кажеш. Збораме дека се обзнани дека Никола Димитров е човек кој што работел за Америчка амбасада. Постои човек кој што работи за постојат две држави со апсолутно исти интереси. Можно е тоа. Школски пример за кривично дело е да работиш ти во интерес на друга држава. Мислам, и дури тој го спинува како демек, па тоа е добро шо вие вас.
Мислам, значи, ние се доведовме во ситуација да дебатираме за ноторни факти, знаеш? Дебатираме дека дали ова знамето црвено, јас ти велам црвено. Ти си фрчко и ми велиш како е бе црвено, ма шо ти е бе тебе? Уште и си дрзок. Не, дозволи. Значи тој ти вика, значи пред една година ти вика црвено е, сега ти вика сино е. По малце ти вика, знаеш како црвенкасто, на кај лаво е. Значи 10 различни толкувања во 10 различни контексти. И во целото то нашиот мазохизам е до тој степен неиздржлив, што има луѓе што се палат на таа негова дрскост. Мислам чисто како метод на како се изразува човекот. Мислам дека е тоа да. Мислам и после ти ќе речиш дека ние мораме од нула да почнеме. Прво образованието, децата да ги научиме во кој систем живеат и буквално вака како со знаеш, од збор до збор да му нацртаме за шо гласат и шо бират. Добро, колку време ќе трае тоа? Нема, многу ќе трае. Колку ќе трае, нека трае. Да. Или да изберим негде, не знам, некаков политичар што ќе биде на некаква функција што ќе направи разлика и за да видат луѓето дека може да се однесуваш поинаку, знаеш? Јас мислам дека тоа е уште поневеројатно, отколку да направиме ние некој така подолг процес на образување. Шо би можел да... Не знам, значи јас не знам, мислам дека секој кој вели дека јас можам да ти дам решение кој ќе се опишува во 2 пасуси, апсолутно или е човеково заблуда, или мислам не може да не греши тој човек. Затоа што не постои такво решение сега. Не. Значи мислам дека решението сега е само да се работи на идентификување на проблемите и на решавање на проблемите еден по еден. Значи ние да го гледаме некако холистички, како сега да откорниме земјата и некако да превртиме наопаку, мислам дека многу тешко ќе го направиме. Ние мора да направиме една рекапитулација на тоа нас што ни се случи и зошто ни се случи и кои се нашите слабости во целото тоа и на нив едноставно да работиме и то мултидисциплинарно. Мојот наивен пристап е стално се кажува вистината под секакви услови и под секакви околности и без разлика што ќе ти се случи тебе како човек што да кажува вистината. Значи буквално го повторувам на секој вебкаст на Движење Бойкотирам, дека само ако имавме некој што буквално без компромис ја кажува вистината, без разлика дали тоа на тоа му се допаѓа моментално на луѓето или не му се допаѓа моментално на луѓето, мислам дека ќе поможи некако луѓето да почнат да го очекуваат тоа од сите и да го препознават кај што отсуствува. Ама и мора да почнеме така како сакаме да се спасиме. Нема друго. Значи ние сме дојдени јас памтам баш со еден пријател од Здруженијето кога излегоа разговорите, јас секогаш бев против разговорите да се пуштат така затоа што многу ми е како и да е. И му велев не е сега почеток на значи не е сега почеток на доброто, сега е почеток на крајот. Зошто? Ке видиш, му велам зошто. Заради тоа она што го велеше дека не можеш нешто да залечиш со тоа што ќе го натериш поголем отров да се напие, да. Значи ти да демократизираш држава со таква концентрација на моќ во одреден човек при што тој човек има многу слабости и ахилови пети. И уште за 27 април исто ова пресуда, значи гледате колку малци интерес има за ова пресудата во Шведска што беше за екстрадицијата на значи тие викат според овие медиумите провладини се работело за политички кривични дела за кои што тие во принцип не екстрадиране. Меѓутоа, прашањето е тука дали во кривичниот законник во Шведска постои дело терористичко загрозување на уставен поредок или делото е преквалификувано како бунт. Разбираш? Значи,
ако не постои такво дело, тогаш не можеме да докажеме дека ова вистина било, ако не го предвидува кривичниот закон на Шведска терористичко загрозување на уставен Уставниот поредок како кривично дело, туку дека Тоа што мора да го рекласифицираат во нешто друго. така. Меѓутоа, ако постои како засебно кривично дело и ако шведскиот суд ја утврдил оваква квалификација, тогаш има многу голем проблем нашето обвинителство. Тоа значи во директен конфликт сме фактички со Така. членка на Европска унија, со толкува законско толкување на да. членка на Европската унија. Да. Ние не сме во конфликт со нив. Судството, значи, тука е, да речем, компрометирано многу. Принципиелен конфликт. Тие велат едно, ние велиме друго за истата работа. Единственото прашање кој што треба да се одговори е дали во шведскиот кривичен законник постои таква квалификација за таа фактичка состојба. А ако тие го преквалификувале во некоја друга, да речеме, во во некој друго буд, сега е во кривично дело, буд. Во тогаш буд. Тоа значи дека нашата квалификација тука е тенденциозно направена. Што тврдам дека е така. нонсенс квалификација на тоа. Многу имаме проблем да го извлечиме од општото важното. Значи субстанцата да ја Јас би рекол не само што имаме проблем да го извлечиме важното, туку имаме проблем што од општото имаме ситуација кај што луѓе со политичка мотивација, различни делови се фокусираат на различни делови од нив и сега прат некоја каша од толкувања за едно нешто и наместо да го направат појасно и да го дестилират до основната форма, тие го прат толку комплицирано затоа што се надеват дека граѓанинот ќе речи не се разбираме. Се дефокусира, слушнав различни толкувања и сега не знам и се бега од суштината, се дефокусира. И кога ќе се сретна двајца ќе рече јас го слушнав Фрчко и тој рече вака, а овој другиот ќе рече не знам, јас слушнав Каракамишева, таа рече вака. И сега двата се во право, двата се во грешка. Кога еднаш ќе се искомпрометираш после знаеш како еднаш рамија после цел живот рамија како викат во Битола. Ако еднаш се искомпрометираш во корист на одредена политичка партија или макар ако пропагандата успе така да те налепи, тогаш колку сакаш ти биди во право, не можеш да бидеш прифатен како меродавен или како релевантен. Добро, ама имаме и спротивни случаеви. Сега ние имаме луѓе кои што се компрометирани по милион различни основи, ама сепак тие го пополнуваат медиумскиот простор. Тие се тие што дебатираат, тие се тие на сите емисии што гостуваат и истото што го повторуваат. Ама затоа што очигледно тие се тие што се профитабилни за одредени структури. Никој кој што на никој од прилика не му одговара вистината на сите. И сега со ова имам проблем. Значи, гледај, 1000 пати повторена вистина, лага станува вистина изгледа кај нас. Мислам, јасно го видовме ние тоа. Говориме дека ние сме биле сега слободно општество, за разлика од порано. Мислам, катастрофа. Добро, луѓе, знаете вие што значи да си слободен во општеството? Тоа значи дека слободата на говорот нема да ти влијае врз работата, нема да ти влијае врз работувањето, врз добивањето на тендер. Знаете, некое вработување се случило непартиски во последните не знам колку години. Значи Јас мислам дека е апсолутно смешно тврдењето дека медиумите некако биле сега послободни од порано. Тоа ти кажам, тоа е 1000 пати повторена вистина, лага станува вистина, поготово за некој што сака да ги зема работите така. Знаеш, некои што имат толку малку самодоверба без разлика што имат некакво формално образование. Една професорка, сад не би сакала да именувам јавно. Немој, моли. Дебатиравме и вика, бе, сега слободно седиш и сега се осеќа слобода седи. Јас стварно не знам што да му одговорам. Например, ние имаше голема медиумска кампања на времето дека сите телевизии се режимски, освен, не знам, Телма или 24, мислам дека тие беа хероите тогаш. Да, со телефонот црвен. Значи сега имаме комплетна инверзија и сега можда мислам дека и полошо, сега мислам дека Зашто е полошо? Затоа што тогаш, например, Лата се излегваше и викаше јас сум провладина телевизија.
сега овие се продаваат како објективни. Демек, Ама еве и сега, ако застанеш да ги броиш сега моментално, значи ама не се објективни, значи воопшто не се објективни, затоа што друго е ти кога ќе кажеш дека настапуваш од аспект на поддржувач на некоја си опција, друго е кога се продаваш за објективен, а не си, тоа е измама уствари. И во крајна мерка тоа е почесно. Значи да Па, речеш ти почесно јас е. сум про тој и сега така. еве зборам од таа позиција. Ама гледачот има тогаш резерва во она што го Ти го кажеш. разбира бијасот фактички. Оди вика дека да, тоа е bias. Так, Значи, так. и јас имам во предвид дека тој говори од гледна точка на тоа и сега јас така ќе можам го тоа примам, да. Така. Ама ти сега тврдиш дека си објективен, а пласираш информации кои што дури, значи, имав еден период малку правев истражување, со сите своји мани и со сите своји интерпретации такви какви што беа, никогаш не слушнав да кажи погрешен податок. За разлика од Телма и 24 вести, кај што во неколку наврати, баш во тој период пред да се смени власта, се дрзнуваја да пласират дури лажни податоци. Мислам легендарен онај клипот од Телма што вика уште еднаш да ве потсетиме, Македонија доби датум за преговори од минатата година. Мислам легендарен е тој клипот од 5 Ма секунди. уште порано, тогаш кога беше најжижата дека Сител била Да, таква провладина, како што била, ова, да, да, не само так. провладина, туку фейк ньюз, бла бла бла. Так. Податоци неточни во смисла на број, значи неточни, не зборам јас за политички интерпретирани. Фактички неточни. Да, зборам за фактички не политички интерпретирани. Што на Сител никога што не Добро, не знам, не сум Значи, истражувал. ти кажам, прав мало истражување, тој период се демонизираше Сител, а јас не сум човек што така прифаќа, да речам, готови, сервирани. Како да ги тренираме појкето луѓе да се такви. Пошто луѓето обично сакат, значи и мене ми го постувале ова прашање. На кој да му веруваме сега? И на никој не му се допаѓа Кажав одговорот јас. на никој. Значи, не, ти кажав јас, кога ќе прашаш на кој да му веруваме, готово. Да. Значи, вервањето е забрането. Да, значи на никој буквално не Нема треба да му се верува вервање. и мора да се земат појќе избори, да се најде. Мислам буквално процесот е многу прост. Земаш од појќе избори, го земаш заедничкото што го имат сите и најверојатно тука тоа се случува. И малце Се друго логика, е- своја и да, толку. Да, Значи, апсолутно. многу луѓе има со суптилно, значи, ај сега кога ќе земе, јас на пример лично политиката на СДС која што не е така кажана, да речам, толку отворено и брутално, ја читам преку Саше Политико. Значи, она што тие го кријат, тој го кажва. Знаеш? Не е доволно паметен да не скрие. е доволно паметен да знае што треба да се каже, што не. И знаеш, Јас комплетно го избегавам. Значи апсолутно. Нема еден клик од мене да видите. сите знаат дека се неверодостојни, меѓутоа има и такви новинари, аналитичари, вакви такви, кои што баш заради нив се сака да се провне таа оцена за слобода на медиуми, кои што кажуваат 3 бенигни критики и една пофалба за власта, а заклучокот треба да биде дека власта е лоша, ама е подобра од ВМРО. Знаеш, Така. као демек на власта му е многу гајле дали е добра, освен што му е гајле да биде на власт. Така. И значи принципот на работа на СДС не е да бидат добри, принципот да бидат единствени. Така. Затоа и целата хајка. И впрочем, мислам, тоа важи и на нас за не знам колку години. Значи, секогаш е така. И тоа е природно за политичарите. Природно е за политичарите да сакат да останат на власт. Значи, тоа е работата легитимно. на експертите, граѓанството, аналитичарите е
тоа некако да му го направат да работат Потешко. за тоа. Да ги натерат да си ја завршат работа за тоа. Јас и стално кога ќе разговарам, кога ќе велат луѓето, кај да најдеме некој не знам каков политичар, лидер ни треба, Путин ни треба, Ердоган ни треба. Значи, само систем ни треба. Во систем и најлошиот човек да го ставиш, нема да може да направи многу штета. Тоа е голем, тоа е проблемот, нешто ти го пак е тоа врзано со оној зборот што го демонизирам јас верба. Значи, систем треба. Јас не вервам во ликови онакви, да речам, мистични. Или некој што вика јас само за другите работам, мене само сиромашните ме интересираат. Систем. Да. За после тој самиот систем што со ова популарното што го вика checks and balance, Апсолутно. тоа треба да го усовршиме. И тоа проблемот кај не се пак ќе речам ги препишваме законите и зато нашиот устав дури е и фиктивен. Значи фиктивен значи дека не одговара на нашата реалност. Ако правниот поредок не ти е составен онака како што ти е концепирана реалноста и ако истиот не одговара на нејзините специфики, тогаш ти не можеш да очекуваш дека тој ќе си ја заврши работата која што дека ти успе фактички да го заживеи словото на правото што е за него напишано. Да. Правото да речам правниот систем е створен за да ја одржава државата во живот. Така. Без правниот систем таа се распаѓа. Јас, например, ако одиме според биолошката теорија за државата, според мене да речам, уставниот суд е мозокот на државата. Ако немаш уставен суд во државата, нема понатаму дискусија. Што е твоето мислење за некако како може да се направи судската фела понезависна од политиката? Затоа што ние на хартија имаме некои процеси по кои што судиите би требало, не знам, некои совети независно да ги избират, ама сите знаеме дека тие се контролирани од центрите на политичка моќ. Како мислиш дека би можело тоа да се направи, да речеме, полесно и како некако да му се дај на самите суди поголем суверенитет, поголем легитимитет од самите граѓани? Пошто некаде има и директен избор на суди, например. Мора да се најди начин. Јавниот обвинител, мислам дека сега треба јавното обвинителство, мислам дека е сега многу побитно да се реформира, затоа што во крајна линија има и земји кај што се одбира и тоа на директни избори. Јавниот обвинител. Јавниот обвинител има многу сега побитна функција од судите. Затоа што јавниот обвинител сега со новиот ЗКП има многу зајакната ингеренции и буквално од него зависи дали некој дело ќе се процесуира или не. Немаш, значи, ако го одбие тој можност за приватен тужител за одредени дела, за тие што се гонат по службена должност. И плюс, добро, сега не те давам со постапката колку е, значи сега јавниот Добро, ама и јавниот обвинител мора да го формира, значи го формира тој случај пред судијата. Ако судијата не ги има најдобрите интереси на ама судите некако и ќе се како и да е и до Врховен и до Страсбур некако ќе истераш, знаеш, правдата. Јавниот обвинител може да пресечи дека нема ова да се гони и тоа не стига ни до судијата. Знаеш, а типа, ако имаш добар јавен обвинител, самото тоа е притисок врз судијата. Знаеш, ако имаш еден Добро, ама ние имаме јавност која што не е многу навикната да следи судски процеси. И например, тие кои почне јавниот обвинител да зборови, кој почне, да речеме, судница, никој не го интересира, да речеме, да разбере што се случува во судница. Значи, извештаите се сувопарни, се како тикер, гледај сега колку беше тривијално она што демек само пресудите се читаја кога беше се зашто ми е пресудата или целото судење. Според мене значи под итно процесите за висока корупција, за white collar crime мора да бидат јавни, транспарентни и прикажани на телевизија
И второ, Добро, ама шо? ќе почнат да, не знам, ќе врти, ќе случи, мислам, тој Шо ќе обвинител. случи? Ќе зборат Нека неразбирливо, збора, тешко, и пак никој нема да го гледа тоа. Ама пак има доволно луѓе што ќе Добро, ама ти викаш, правните експерти ќе гледат, и ќе можеме да имаме подобра дискусија околу целата работа. Да, значи да, пак е под Не разбирам. не велам јас дека 100% ќе го реши проблемот, ама до негде и јавниот обвинител или опозицијата да го бира или да се бира на непосредни избори. Друго нема. Ама од друга страна, значи, не, мора да се бира или така. Пошто сепак се работи за стручност, и јавноста колку е запозната за нечија стручност во одредена гранка. Добро, може и да си има тоа, да речеме, некои барања мислиш, за кандидатура, некој што мора да ги исполни. Нешто како си ви, Апсолутно, значи законски регулатива што Така, пропишува така, за да се кандидираш ти за јавен обвинител треба да имаш Сега, не знам. значи, формулацијата во законот сега е правник со заслуги или така некако со заслуги во правосудството. Таква некоја многу широка и таква неодредена квалификација што ништо не значи, знаеш. Добро, значи јас мислам дека Ама е она добро што да се- заклучивме е дека многу работа има за поправање. Да, многу. Барем да се бира или на непосредни или барем да го бира опозицијата. Која и да е. И сега ова, Како гледај, добар прв чекор. да речеме, сега излегва од власта луѓе, што исто ме нервира крајно многу и ме вади од такт, да то супер било да се бира јавен обвинител од опозицијата, ама не од ова опозиција, ова не чинела. Hello. Значи, до тебе стигна да бираш ти кој ќе биде Ако некој опозицијата. одбира кој е А опозицијата, шо се оние најмалку треба да биде 600.000 граѓани, позиција, 500.000 граѓани, Да. ти нив му го оспорваш правото да имат своји Так, представници. Тебе да не треба да те прашаме кој треба да биде опозиција. Па мислам дека ова што го викаш ти дека луѓето не го разбират политичкиот систем, значи луѓето кога ќе слушнат некоја таква изјава, не му звонат звончина денеке, што зборува бе. Ес, например, скокам од столица. Да. Пошто стварно е... И после се чудиш зошто бе никој не реагира на ова. Па се чудам. Да. Јас, например, многу од интервјуата така, не можам да ги догледам до крај. Не можам. Да. Јас престанав. Па и Дебатите, добра. не можам да слушам глупости, човече. Мислам цело време го верблат истото. Значи мислам најдобар начин да се деконтаминира човек е да се исклучи од тој стрим. И например, излегва, кажува некои небулози, нема кој да му контрира, нема кој да му парира, кажува таква небулоза, например, Да. Стојанче Ангелов излегува и тој има тој дури него не може некој да му се спротистави со теза што е најлогична. Тој бил во партија која што била мала и кој бил тој да се спротиставува на волјата на мнозинството. Значи, човече, ти имаш партија, ти имаш програма и ти се бориш за твојата програма. Да, тоа е како да направиш партија. Јас правам партија која што на пример, не знам, се бори за правото на абортус на жената. И после да влезиш во коалиција со партија што е обратните, затоа што така сакале повеќето луѓе. Да. Па тоа што се бориш ти уопште, мислам, глупости. Греса. И ова го кажува ова јавно и дури некој од другата страна не му реплицира соодветно или да си јас на пример во таа ситуација би станала и да би си отишла. За тоа ти зборам кога велам дека ние правиме момент. Јас мислам дека покористо ќе биде некој, значи да застани и мирно да го размонтира Стојанче, тој живее од таковиот скандал. И мислам ти ако станеш ако замениш од дебата со било кој, не мора само Стојанче, тогаш тој ќе го рачуна тоа како победа. Јас така издебатирав што овој човекот не можеше повеќе да издржи, ме разбираш? Значи буквално нас ни требаат луѓе што буквално мирно ќе застани и ќе објасни, ова ти сега што го каже е апсолутна глупост. И ќе седи, нема се кара, нема да вика никој. Слиш како кога е некој до толку безобразен, тој е способен за тој нема дно, тој е способен буквално стварно без никакво морално нема дно тој. И се што може да кажи.
и тебе може да те полуди во таква ситуација, тоа што стварно, затоа што тоа е исто како да си во судница и ти на тој што е обвинет за убиство да се поставиш во ситуација да му докажуваш дека е виновен и од него да очекуваш да ти речи да виновен сум, сега ми докажа. Ете таква е таа ситуација за која што ние се фаќаме. Мислам, и кога некој сега, кога ние сега се уште и после толку време дебатираме дали референдумот успешен или не е успешен. Не, кога уште денес имаме луѓе што ќе излезат и ќе речат мнозинството на луѓе 90% гласаја за прифаќање на договор. Мислам, таква небулоза кој ќе излези и кога ќе стои некој на дебата спроти некој што ќе го изјави тоа и ќе речи па добро, тоа е ваше толкување, не знам она, мислам, не може да има такво толкување, човече. Значи не може да има толкување што е не постои тоа. Да. И сега ти со тоа ќе се расправаш? Јас мислам мора. Јас мислам мора буквално. Не, тоа. Значи пошто тие работат на мислам нивниот модус операнди е ова. Јас ќе кажам нешто толку апсолутно безвезно што ти нема да знаеш од кај да почнеш сега тоа да го тоа што ти викат дека ноторни вистини побиваат. Апсолутно. Знаеш, те терат ти. Тоа е пропаганда, буквално. Јас мислам дека свесно или несвесно тоа е пропагандизирање. Затоа што тој кажува што викаш толку голема небулоза што стварно не знаеш од кај да почнеш да ја размотираш. Да. И после ти почнеш да збораш, потоа ти упаја, па. Да, и после на галама те фаќа и си викаш батали. Океј, јас мислам дека ни беше многу интересен супер, разговорот, мислам дека многу работи се надевам, не мислам, се надевам дека многу работи малце подобјаснивме. Фала ти многу што дојде. Исто многу фала за поканата. И се надевам дека ако ништо друго, барем малце помогнавме, јас и ти во етерот нешто се изнакажувавме, па може да или помогнавме или одмогнавме. Па добро се секој по со својата процека. Ние ќе помагаме во сите можни, да речам, секој можен простор ќе го искористиме. Така. И социјални медиуми, вакви некои. Да. Океј, фала ти многу уште еднаш. Фала исто за поканата. На тие што не следа, ви благодариме што не следите. Ќе се видиме следната недела со новиот подкаст на